Власта готви нова листа на производи кои веќе од утре треба да добијат нова намалена цена. Најверојатно и јајцата ќе заминат под мраз, а на листата за замрзнување на цените се очекува да се најдат и шеќерот и оризот. Дел од помалите производители кои одгледуваат кокошки, во изјава за Алфа вела дека власта свесно сака да им го земе лебот и за нив било неприфатливо да се намалуваат цените, посебно не сега пред Великден. Граѓаните со душа чекаат да купат поевтино и сметаат дека намалување треба да има кај повеќе продукти. 10 денари, 20 денари, шо ќе ќариме ние? Ќар до гуша, само ќе ни кажуваат лаги со опашки. Мислам дека па нешто е поевтино, али многу малце, уште не се баш замрзнати. И пошто и тоа си играт играчка? Предходно, поради непочитување на одлуката за замрзнување на цените на тестенините и млечните производи, инспекцијата казни 4 компании со глоба од 8.200 евра. Капак на се е и скапото овошје и зеленчук. Кромидот кој до лани се продаваше за 50 па и 60 денари за килограм, сега надминува 100 денари, велат трговците. Цената е висока зашто тој доаѓа од увоз, зашто ние немаме домашно производство. Пазарната инспекција досега прочешувала нешто повеќе од 250 компании низ цела Македонија. Оние кои си тераат по свое, ќе треба да платат казна од 800 па се до 10.000 евра, и тоа од зависност во големината на приватната компанија. Инаку одлуките за замрзнување на цените следуваат откако дел од прехранбените компании 3 месеци поред користе ефтина струја, а и понатаму скапо ги продаваа прехранбените производи.